На денешен ден, 17. мај. Илјада 395 година. Крали Марко, според доста сиромашните историски податоци, загина како турски вазил во битката на Ровина против влашкиот војвода Мирче. По погубувањето на неговиот татко во 1371 година во битката против турците кај реката Марица, продолжи да владее со областите околу Призрен, Скопје и Прилеп. Епската поезија го идеализира како пример за храброст, витештво и честност и како заштитник на послабите. Тој е еден од најчесто опеаните личности во македонските народни песни. 1510 година. Умре италијанскиот сликар Сандро Боттичели, кој работеше религиозни и алегориски композиции. Посебно познат по ликовите на Богородица со малиот Христос, дела Поклонување на кралевите, Пролет, Раѓањето на Венера, илустрации за божествената комедија на Данте Алигиери. 1749 година. Роден е англискиот лекар Едвард Дженџер, пронаоѓач на вакцината против големите сипаници, втемелувач на модерната имунологија. Неговата вакцина набрзо е прифатена во целиот свет како сигурна заштита од смртоносните големи сипаници. 1838 година. Умре францускиот политичар Талеран, човекот чие име стана синоним за безскрупулозност, беше дипломат, председател на владата и амбасадор во Лондон. 1866 година. Умре францускиот композитор Ерик Сати, противник на импресионизмот и поборник на специфичниот упростен музички израз. Дела, балетот Природа, клавирските композиции, ладни парчиња, исушени ембриони, три парчиња во облик на круша. 1911 година. Родена е американската филмска актерка од ирско потекло Морин Осаливен, позната по улогите Джейн, партнерката на Тарзан. Филмови Тарзан и неговата другарка, Тарзан и неговиот син, Најголемата авантура на Тарзан, Тарзан во Њу Јорк, Висок човек, Дејвид Коперфилд, Ана Каренина, браќата Маркс на трки, Кардинал Ришле. 2007 година. Владата на Дубај го награди со $13,600 63 годишниот пакистанец Мохамед Најзер, градинар, затоа што никогаш во текот на 28 годишната работа не задоцнил на работа. Наградата била во висина од 49 негови едномесечни плати. 2009 година. Умре Марио Бенедети, уругвајски книжевник и еден од најголемите латиноамерикански писатели. Автор е на повеќе од 80 збирки песни, новели, есеи и театарски парчиња. Стана познат по романот Одмор во 1960 година. Романот е преведен на 19 јазици.